Како дел од проектот за формирање на центри за предприемништво во Источна Македонија, поддржана од Американската амбасада во САД, преку ЦЕФЕ Македонија се одржува 3-дневна обука во Струмица за млади предприемачи, идни, меѓутоа и веќе постоечки. Под покровителство на овој проект во Источна и Југоисточна Македонија беа креирани 2 ЦЕФЕ центри. Едниот е во Штип со име ЦЕФЕ Исток и едниот е во Струмица како ЦЕФЕ Струмица. Како основачи сме повеќе луѓе и изберено претседателство и раководство на ова. Врз основа на тоа проектот продолжи со одржување на обука за развивање на бизнис и предприемнички вештини кај младите со цел употреба на ЦЕФЕ методологија која што е посебна и просперира насекаде во светот, отприлика околу во 100 земји. ЦЕФЕ методологија развиена во последните 30 години употребувана и според таа ЦЕФЕ методологија се покажува дека искуственото учење, односно учењето преку пракса е нешто што ги води младите да бидат вклучени во предприемништвото и подоцна да бидат вклучени во самите идеи и процеси за предприемнички способности. Важно е да напоменеме дека веќе вакви обуки се одржуваат насекаде во светот, а ова е нешто прв пат што се случува во Македонија, поготово и во југоисточниот дел на Македонија. Учесниците на овие обуки, околу 45% од учесниците на обуките, по завршувањето на обуките добиваат самодоверба да основаат или веќе основале свој собствен бизнис или развиле своја собствена бизнис идеја. Освен практични знаења кои што очигледно се потребни за младите предприемачи, што друго вие од обуките, од разговорите детектиравте како проблем за почнување на бизнис во помалите средини? Точно така, ЦЕФЕ методологијата ги води учесниците на нашите обуки од бизнис идејата, од самите побунувачки на своите предприемнички способности, како најдолен чекор од ЦЕФЕ скалата, кој што е основа на ЦЕФЕ методологијата, организирање на производство на предпријатие на фирма на идеја преку финансирање, па се до изготвување на бизнис план. Младите кои што учествуваа, јас морам да ги пофалам, бидејќи има доста креативни идеи, меѓутоа на нашата обука присуствуваа и веќе постоечки предприемачи кои што се дел веќе од бизнис секторот и нивните позитивни и негативни страни беа околу тоа што ги очекува во иднина, односно несигурноста во тоа што се случува во моментот. Еве сега имаме еден вид на природна катастрофа, пандемијата, прогласување, финансиите, законодавната регулатива, така да имаше многу теми за разговор кои што благодарение на ЦЕФЕ методологијата и искуственото учење во кое што беа поставени самите учесници на обуката дојдоа до сопствени заклучоци, а тоа е се преку искуственото учење, поставување во реални услови целите. Сметате ли дека банкарскиот систем ги поддржува идеите на младите идни бизнисмени или можеби потребни се сепак немаат средства од каде да исцрпат за почнување сопствени бизнес? Да, како посебно скалило од ЦЕФЕ скалата имаме баш финансии и имаше од веќе постоечкиот предприемач прашање каде да најдеме финансии. Убаво е што и преку агенции, и преку банки, но меѓутоа и преку амбасади на странски земји, пополека пазарот во нашата држава се отвара, односно даваат финансирање и добивање на грантови за успешни бизнис идеи, меѓутоа најважно е како ќе го постават својот бизнис план. Тоа е најважно и затоа преку оваа обука младите осознаваат каде се слабите страни и јаките страни за да започнат свој бизнис и да ја развијат својата идеја понатаму.